Од понеделник во Македонија ќе се вакцинираат и деца од 12 до 16 години со вакцините на Pfizer. Ова денес на пресконференција го соопшти министерот за здравство Венко Филипче. Од понеделник покрај најавата за ова што го кажавме во текот на вчерашниот ден, а тоа е дека ќе почне теренската вакцинација, ќе се дозволи вакцинирање на деца од 12 до 16 години со вакцината на Pfizer, која што во овој момент е единствена вакцина која е дозволена да се користи согласно препораките во внатрешното опатство за ова категорија на деца за оваа возраст. Вакцинацијата е единствен начин да се спречи ширењето на делта сојот во земјава, а со тоа ќе се спречи и евентуален нов силен бран на вирусот. Вирусот е утврден кај 7 пациенти од кои ниту еден не бил вакциниран. Ова според надлежните во министерството е уште една потврда за потребата од масовна имунизација. Ова е ситуација која што ни покажува и ни укажува колку е битно граѓаните да се вакцинираат. Поради тоа што вакцината штити од тешка форма на болест и од смрт. Било која од вакцините кои што ги имаме во нашата земја. И тоа е суштината. Ова болест е едно од оние предвидени сценарија може да односно пандемија да трае и повеќе години. Некои предвидувања одеа и дури и до 2024 година, дека ќе премине можеби во ендемска форма, ама тоа не значи дека ние треба да живееме затворени. Тоа значи дека сите, што поголем број на граѓани, треба и мора да се вакцинираат. Така ќе се заштитат себе си, така и да е присутен вирусот и да дојде некоја нова мутација, ако се заразат, ќе имаат лесна форма. Според имунологот Александар Петличковски, проценка е дека во државата околу половина од населението има одреден вид на имунитет, но за така наречен колективен имунитет потребно е процентот да е 70 или 80%. Колективен или комплетен имунитет нема да постигнеме, но да се надеваме дека ако одговориме соодветно на повиците за вакцинирање, би можеле да се вратиме на нормала. Се уште имаме за одработување, бидејќи треба уште неколку стотини илјади луѓе да бидат вакцинирани во ова време кога имаме услови, кога имаме добра ситуација на терен. Значи не смееме да се опуштиме и мора да се концентрираме на вакцините за на есен да немаме нови изненадувања. Во однос на дилемите околу ефикасноста на кинеските вакцини, Петличковски со следниот став. Не сме виделе научна студија која ќе испита и ќе ја процени ефикасноста на кинеските вакцини кон делта сојот специјално. Теоретски, кинеските вакцини кои што се базираат на инактивиран вирус би требало да прават поширока заштита од модерните вакцини кои што се базираат на РНК или на аденовирусна технологија. Бидејќи целиот вирус се користи како антиген, односно како имунизирачка супстанца, тоа значи дека вакцината кинеска, базирана на инактивиран вирус, ќе предизвика создавање на различни антитела. Делта вирусот веќе е детектиран во над 100 земји од светот.